дојдовте на час по македонски јазик. Овој видео час е наменет за ученици од 6-то оделение. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме за лексичко значење на зборовите, за синоними, антоними, хомоними и пароними. По денешната лекција ќе знаете да ги препознавате синонимите, антонимите, хомонимите и паронимите. Исто така ќе знаете да ги разликувате синонимите, антонимите, хомонимите и паронимите меѓу себе, како и ќе знаете да ги користите синонимите, антонимите, хомонимите и паронимите во изразот и во текстовите. За работа на час ви се потребни тетрадка, прибор за пишување, компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час. Кога ќе ви поставам некое прашање или кога ќе сакате да запишете нешто од слайдовите, стопирајте го видео часот и напишете го одговорот во вашите тетрадки. Пред да започнеме со изучувањето на видовите зборови, убаво е да се потсетиме или да научиме што е тоа речник, а што е стил. Речник е книга на зборовен систем на еден јазик во кој зборовите се подредени под азбучен редослед и секој збор си има свое значење. Стил е начин на изразување на своите мисли и чувства со помош на јазикот. Кај зборовите се разликуваат два вида на значење. Лексичко или основно, тоа е врската на еден збор со некој предмет, и граматичко или споредно се изразува со наставки за род, број и лице. Според лексичкото значење на зборовите, тие можат да бидат синоними, антоними, пароними и хомоними. Да повториме, зборовите имаат две значења. Граматичко значење, зборовите имаат род, број, лице и време, и лексичко значење, врската со предметите и појавите. Ние на овој час ќе се запознаеме со синонимите, антонимите, паронимите и хомонимите. Синоними. Сакам да патувам во Вселената со цел да го почувствувам космосот како безграничен простор. Ако ги погледнеме посочените зборови, Вселената и космосот, ќе утврдиме дека овие два збора имаат различна форма на пишување. Но, ако треба да го анализираме нивното значење, ќе дојдеме до заклучок дека тие исто значат. Во вториот пример, тој постојано говори, а не знае сам што зборува, ќе заклучиме дека зборчињата говори и зборува исто така имаат различна форма, но исто значење. Значи, зборовите кои имаат различна форма, но исто значење ги нарекуваме синоними. Еве и на овој слайд гледате повеќе примери на синоними. Чат, тим. Девојка, мома и дијалектното чупа. Исто значат. Куќа, том. Лекар, доктор. Еве имаме уште две реченици. Таа постојано говори, а ни самата не знае што зборува, каде што можеме исто да дојдеме до заклучокот дека говори и зборува се зборови кои што имаат различна форма, но исто значење. Во одајата беше многу темно. Мракот многу ме исплаши. Во собата немаше никој. Сакам вториот пример да го запишете во вашите тетрадки и да откриете кои зборови се синоними. Можеби некој од вас веднаш се сети дека одајата и собата се синоними од една страна, а од друга страна темно и мракот се синоними.
Синонимите им се неопходни на писателите, бидејќи кога пишуваат, имаат повеќе можности да ја изразат својата мисла. Ако сакате да бидете писатели, треба да знаете многу синоними. Еве, има овде посочени примери и за други синоними. Гора, шума. Живеалиште, стан. Лакомо, алчно. Слабост, немоќ. Постојат зборови кои што немаат само еден синоним, туку постојат повеќе зборови кои што значуваат исто или имаат исто значење, а различни форми. Еве, рече, каже, зборува, вели, дума. Тоа се сите овие зборчиња имаат различна форма, но исто значење. Автор, творец, создавач, креатор. Исто така се синоними. Карактер, табиет, природа, цел, намера, замисла, казна, укор, санкција. Луд, изнервиран, јадосан, гневен. Лош, злобен, нечувствителен, безобзирен. Антоними. Маја е висока, а јас низок и не можам да ја видам. Е првата реченица. Марко е брз, а Марија бавна е втората реченица. Посочените зборови ни се висока и низок и брз и бавна. Сметам дека многу брзо ќе дојдете до заклучок дека овие зборови имаат спротивно значење. Висока има спротивно значење на низок. Брз има спротивно значење на зборот бавна. Значи, антоними се зборови кои означуваат спротивно значење или имаат спротивно значење. Со спротивно значење се изборовите ден, ноќ, голем, мал, топло, ладно, мирно, немирно. Примерите за антоними во реченица се час зборува, час молчи. Значи зборува е антоним на молчи. Надвор ни беше многу ладно и си замислувавме место каде што ќе ни биде топло. Ладно е антоним на топло. Еве и некои други примери на антоними. Север, југ, под, над, големо, мало, добар, лош, радост, тага, густо, ретко, црно, бело, тенко, дебело, мудро, глупаво, сон, јаве, мазно, рапаво, грубо, нежно. Антонимите можат да имаат и искорен, а спротивното значење да го добијат со претставка на почетокот на зборот. Честност е едниот збор, а антоним на честност настана кога на оваа зборче на почетокот додаваме претставка не. Така, честност, нечестност, градба, разградба, чувствителност, безчувствителност, милост, немилост, морал, неморал. Пароними. Мамо, каде живеат индијанците, а каде индијците? Е првиот пример. Вториот пример е се возиме со воз и купивме лоз. Посочените примери кои што треба да ги разгледаме се индијанците и индијците во првиот пример. Тие слично се пишуваат, блиски се до изговор, но не значат исто. Затоа што индијанците живеат во Америка и тоа е народ кој што таму живее, додека индијците е народ кој што живее во Индија. Значи, овие зборчиња навистина се блиски до изговор, но представуваат различни видови на народи. Значи, пароними се зборови кои се блиски по изговор, но со различно значење. Таков е и вториот пример – воз и лоз.
Еве, забележувате дека разликата е само во првата буква, но овие две зборчиња всушност имаат многу различно значење. Пароними. Еве ги и останатите примери кои што можеме да ги разгледаме со нивното објаснување. Слично се пишуваат, блиски се до изговор, но сосема различно значат. Метален значи дека некој предмет е направен од метал, додека ментален се однесува на човековата психа. Индијанец и индиец представуваат различни народи. Нервен се однесува на нервите, нервозен на значи дека човекот е чувствителен или раздразлив. Надпис е текст напишан на камен, ѕид или вес, додека напис е статија, текст во печатот. Констатација значи заклучок, точна представа за нешто. Консултација значи совет или мислење. Фабрикат е продукт, додека фабрикант е собственик на фабрика. Статус е состојба или ситуација, додека статут значи закон или устав. Хомоними. Неодамна во нашиот град падна голем град е првиот пример. Вториот пример. Малата јагода во рацете држеше зрела сочна јагода. Човекот пита по вратите, баба пече пита. Ја прочитав првата глава од книгата, ме боли главата. Забележувате дека во секоја реченица имаме зборови кои што имаат иста форма. Но, ако ја прочитаме реченицата, ќе се соочиме со фактот дека тие немаат исто значење, што ако имаат иста форма. Неодамна во нашиот град, во овој случај град е населено место, падна голем град е атмосферска појава. Малата јагода, јагода во овој случај е лично име на некое девојче, во рацете држеше зрела сочна јагода, додека јагода во вториот случај е плод, овошен плод. Човекот пита по вратите, пита се однесува дека човекот проси. Баба пече пита, пита во овој случај е колач. Ја прочитав првата глава од книгата, глава овде представува дел од книга, ме боли главата е дел од човекот. Значи, хомонимите се зборови кои имаат иста форма, но различно значење. Еве, гледате и други примери на хомоними. Град, населба, град, леден дожд. Лак за ногти, лак дел од оружје. Вила, како викендица, и вила алатка во земјоделието. Глава на човек, глава во книга. Јазик во устата, јазик како македонски јазик. Пита, колач, пита, како глаголот проси. Туш за туширање, туш за цртање. Колено на ногата, колено поколение. Земја како татковина и земја почва. Да повториме. Куќа и дом се синоними. Тажен и среќен се секако антоними. Мила како име и мила како човечка особина се хомоними. Словенски и словенечки се пароними. Ден и ног се антоними, гнездо и седело се синоними, слуша и суша се пароними. Во вашите тетрадки за работа на час, сакам да го запишете синонимот за зборот лекар. Верувам дека сите од вас се сетивте дека тоа е доктор. Сега треба да размислите и да најдете синоним за зборот ѕуница. Така е, тоа е виножито.
Антоним за зборот десно е многу лесно и тоа е лево. Антоним за зборот дебела е така е, слаба. Антоним за зборот гладен е сит. Пароним за зборот метален е ментален. Пароним за зборот надпис, го имавме во еден пример, е напис. Пароним за зборот бледа, ќе размислите сами и ќе напишете. Одговорете со да или не на поставените прашања. Дали знаеш како се вика лекцијата што денес ја учевме? Дали знаеш што се тоа синоними? Дали знаеш што се тоа антоними? Дали знаеш што се тоа хомоними? Дали знаеш што се тоа пароними? Ако повеќето одговори ви се да, вие немате никаков проблем со разбирањето и учењето на оваа лекција. За домашна работа, напишете по 5 примери од зборовите кои што ги учивме во денешната лекција. Ви честитам на знаењето. Довидување!